И продолжуваме во слична насока, малку повеќе за културата, за уметноста. Во следните минути со актерот Никола Тодоровски. Никола, добро утро. Добро утро. Дали си доволно расонет со оглед на тоа што гледам по социјални мрежи, вчера било навистина славење? Па да, оваа недела се погоди да имам представи и шоа секоја вечер и морам да признам дека и патувањето е малку напорно, меѓутоа се трудам да функционирам. Се трудиш да постигнеш се што треба. Имаме многу поводи за да споделиме во овие некои десетина минути кои што ги имаме утрева во утринската на Телма. Ти благодарам што ни се вклучуваш и на овој начин. Овој период навистина ти е набиена агендата, ако можам така народски да се изразам. Секој ден си некаде, но и интернационално ќе имаш можност хуморот се разбира да го споделиш со останатата публика која што те следи. Но пред да започнеме со таа турнија и да ги споделиме се разбира интересните моменти кои што се поврзани со истата, ќе честитам за 10 години импровокација. Малку повеќе ќе ни споделиш што значи сето тоа и како овие десетина години успеавте или што успеавте да постигнете. Дали сте задоволни од напредокот со оглед на тоа што генерално хуморот во нашата земја секогаш е некако на пиедесталот, на едно високо место? Па вака, еве со ред да започнеме. 10 години импровокација е еден проект кој го започнавме заедно со колегите Стрезо Стаматовски, Филип Кипровски, Филип Ангеличин Жура и Никола Јосифовски. Се случува најмногу во Охрид. Сме патувале во некои градови низ Македонија, меѓутоа најмногу ја играме представата на матичната сцена на Народен театар во Охрид. Станува збор за театарска импровизација, односно тоа е еден формат кој што претходно не беше застапен кај нас. Ние, да речем, сме пионери во тој жанр. Станува збор за представа во која што не изведуваме претходно подготвено сценарио, односно публиката учествува активно, дава предлози кои што ние, актерите на сцената, ги изведуваме во самиот момент. Значи, прилично, да речам, возбудлив жанр и мислам дека на публиката многу им се допаѓа. Па да, со оглед на тоа што веќе десетина години функционирате, ги смеете, веројатно и повеќе од очигледно е дека им се допаѓате, но ме интересира, велиш немате конкретно сценарио. Сигурно некакви насоки околу тоа што ќе се збори, како ќе се збори или ни тоа, едноставно баш публиката што ќе каже? Значи, форматот е следен. Постојат одредени театарски игри во кои што има одредени правила, има одредена задача која што ние треба да ја изведуваме, меѓутоа публиката апсолутно она што ќе го предложи го користиме како основа за развој на сцените. Така да и тоа е интересното и возбудливото во самата представа, односно, значи, моментот на изненадување е тоа што предизвикува магија. Да, и веќе ни вртат фотографии кои што се најави за твоите стендап шоуа, кои што веќе ги имаш и надвор од Македонија. Можеме слободно да кажеме дека си еден од, нели, на некој начин не основоположници, меѓутоа еден од оние пред неколку години кои што, нели, ги размрда работите кога станува збор за стендапот. Зборувам, нели, за во нашата земја и сега веќе последниве години сме сведоци, Никола, дека се поголем број на актери, што е на некој начин и охрабрувачки, ја тргнуваат на некој начин по оваа насока или го следат тој пат на стендап комедија. Што конкретно мислиш ти за овој жанр, колку навистина има иднина со оглед на тоа што еве веќе настапите се продаваат и надвор од границите на нашата земја, што значи дека имаме публика која што е желна за македонски хумор? Па вака, оваа година исто така е јубилејна во тој поглед за мене, затоа што оваа година правам 15 години откако започнав да се занимавам, значи од првото моје стендап шоу. Од пред 10 години јас веќе започнав да ги проширувам настапите и надвор од границите на Македонија. Значи, во најголемиот дел од земјите од Европа веќе сум настапувал на
во култни комеди клубови кои се светски познати. Еден од нив е, да го спомнам, Comedy Store во Лондон. Настапувам исто така и на македонски и на англиски јазик. Мислам дека жанрот се популаризира во последно време благодарение на интернетот и на огромните медиуми како Netflix, значи прилично е популарен во светот и доживеа некоја неверојатна експанзија, што е одлично, мислам. Живееме во најдобрата ера за овој жанр. Многу ми е мило што дел од колегите започнаа да се занимаваат и се проширува сцената, и тоа прави да се обогати понудата на квалитетна комедија во Македонија, и многу ми е драго кога соработуваме со повеќето од колегите со кои што веќе сме соработувале. Значи, мислам дека на публиката е многу потребна комедијата, затоа што комедијата е нешто кое што ги претвара не толку пријатните и не толку убавите работи кои што на сите ни се случуваат секојдневно, ги претвара во шега, и на тој начин ни дава надеж, значи ни дава елан, енергија да продолжиме да живееме нормално. Да, и кога е црно, да не размислуваме дека е сте така црно, има и понешто, има некоја светла точка, така? Да, токму така. Никола, пред само неколку дена ми сподели, беше во Малта, така? Да, точно. Ајде кажи ни како почна годината, со кои се настапи и што те очекува еве и вечерва, утре вечер, како продолжува твојата агенда? Значи вака комуницирав со еден од прилично популарните комеди клубови во Малта. Имав шоу за нашите во Малта, има голем број на македонци таму. Исто така и гледам секогаш кога ќе можам да спојам со едно шоу на англиски, едно шоу на македонски, за да го искористам патувањето. Малта, искуството беше прекрасно, тоа е една неверојатна земја. Она што го забележав, ми направи впечаток е дека временски повеќе траеше патувањето да појдам од Охрид до аеродромот до Скопје, отколку од Скопје до Малта. Да, така да мислам ми направи такав впечаток. Одлично искуство беше. Вечерва продолжувам, вечерва ќе настапувам во Coffee Lab во Штип. Утре заминувам за Лјубљана, значи повторно имам шоу за нашите во Лјубљана. Еве, ги повикувам, има уште неколку билети, доколку некој е заинтересиран, можат слободно да дојдат. Потоа од Лјубљана продолжувам со оваа мини турнеја во Хановер, значи таму ќе имам исто така шоу на македонски, така да за оваа недела тоа е агендата. Останува ли 23 во Скопје? Останува, да, секако билетите се веќе бидејќи 23 ни се ближи, еве го каде да си купиме карти. Во Public Room настапувам со моето ново шоу, значи тестирам материјал, зашто за да се склопи едно стендап шоу, треба материјалот да се тестира, дали поминува добро кај публиката, зашто се додека не ја кажеш шегата, не знаеш дали таа ќе функционира или не. Сакаш да кажеш дека со еден материјал одиш во Малта, вечер во Штип, во Хановер, Лјубљана, а веќе она што ќе биде во Скопје е сосема ново? Да, значи со шоуто со кое што настапував на досега споменатите места, тоа е дел од претходната турнеја. Шоуто се вика Лошо куче. Вечерва во Штип сум со новиот материјал. И понатаму веќе од следниот месец веќе имам закажана турнеја која што наскоро ќе ја објавам во театри и домови на култура низ Македонија со новото шоу. Одлично. Само кратко, бидејќи сме некако пред крајот, дали велиш настапувам и на англиски, настапувам и на македонски јазик, дали станува збор за иста тематика? Прашањето ми е дали подеднакво добро и смешно поминуваат шегите кои што се на македонски и на англиски? Една иста шега на два различни јазика. Да, често прашање е ова.
она што е интересно е дека кога настапуваш пред својата публика е како да зборуваш со своето семејство, а кога настапуваш за странска интернационална публика е како да зборуваш за твоето семејство. Така да горе-долу темата е иста, меѓутоа аголот не може да биде ист затоа што нели треба да зборуваш за нешто што се случува таму дома. Така да тоа е разликата. Одлично. Сосема сме на крај. Јас ти благодарам за ова твое вклучување. Се надевам дека следната средба во оваа набиена агенда ќе успеш да најдеш време да ни дојдеш тука во студио и малку повеќе да споделиме за сите успеси кои што ги остваруваш изминатиот период. Ти благодарам, Никола, многу. Може ли со оглед на тоа што си добар во импровизација да одјавиш една утринска? Како тоа ќе изгледа? Утринска програма, значи јас и претходно со еден од вашите имаш многу смешки на таа тема. Разговаравме, да, јас ви благодарам за тој ентузијазам кој вие го имате рано наутро. Мора да го имате апсолутно, значи вака енергично да се биде пред камерите секое утро, секоја вечер. Можам со еден краток виц, ако сакате, еве за публиката, зошто охриѓанец никогаш не треба да се вработи во тајна служба. Зошто? Зашто ако му кажат државна тајна ќе ја издај за 300 денови. Добро. Добар старт на овој ден, Никола, заедно со тебе, заедно со нашите гледачи. Ти благодарам многу, како што споменав, за ова твое вклучување. Навистина посакувам успеси во се она што го правиш и прва прилика кога ќе бидеш во Скопје и малку послободен да ни дојдеш тука во студио. Фала ви на поканата. Ти посакувам убав остаток од овој ден, а се разбира и на гледачите. Се надевам дека беше пријатен овој разговор кој што го имавме со Никола Тодоровски.